знаеме од Евангелието, односно од Библијата, кога човекот не го послуша Бога, заради непослушноста Бог го протера од рајот, го избрка и допусти човекот да страда, не беше истото како кога уживаше во рајот и надвор во протерувањето од рајот. Но пак Бог милостив, пак извика гласно и рече: Адам, најкаде си? Го повика Адама на покаяние, го повика за да го возобнови, да го врати во своите преградки и му го вети Месијата, ветениот Спасител Имануил. И кога се исполни времето, самиот Бог се роди од пресвета Дева Марија, како што ја слушнавме и радосната порака што архангелот Гаврил ја соопшти на пресвета Дева Марија на благовештенскиот празник кој што го прославивме како најголема утеха и надеж на сите нас дека Бог не заборави и не остави, го вети и го испрати својот единороден син за наше спасение, за наше избавување, го испрати за да не подигне и да не воскресне и да не наследи во вечноста. Толку и затоа, заради таа непослушност, отците на црквата предвидува преку постот и молитва, преку покаяние, да му се доближиме на Бога и како што вели светиот Јован Златоус, постот и молитвата се две гридја кои што ја воздигнува на Бога, односно ја доближува до Бога и дозволуваат постот и молитвата човекот да биде во близина со Бога, да обшти со Бога, а преку светата Евхаристија самиот Бог да се насели во душата на човекот и да се нахрани од таа света божествена Евхаристија која што е создадена за наше спасение. Во денешното Евангелие по Марко слушнавме како еден човек имаше син кој што беше обземен од нечисти духови кои што го измачуваа и кои што го правеа зло. Како и секој родител, и овој татко беше натажен и нажален, зашто неговиот син така страда, боледува и пати. Но имаше слушнато дека се појави Месијата, Исцелителот и Спасителот, ветениот Бог, кој што е лекар на душите и телата, па појде и го однесе синот кај Господа, верејќи: помогни му Господи на моето неверие. А па Господ, тоа сето однапред знаејќи го, бидејќи тој и самиот допушти како што допушта сите ние да страдаме заради нашите гревови, заради нашата непослушност, знаејќи однапред дека овој негов син е болен од нечист дух, му рече: се е можно ако поверуваш. И таткото одговори рече: верувам Господи, помогни му. И навистина Господ Бог го исцели неговиот син, го исцели затоа што е Бог всемоќен, затоа што е милостив и човеколюбив, затоа што дојде во светот да го спаси и избави човечкиот род и да го ослободи од секакви душевни и телесни болести, маки и искушенија. Господ Бог ова го направи не за да биде пофалуван и наградуван како што ние денеска луѓето бараме за секој добродетел да бидеме пофалувани и наградувани, како Бог го направи први ова од милост од човечкиот род, заради верата на таткото, а исто така го направи за да видат сите луѓе дека без вера во Бога можеме само да страдаме, да лутаме и да бидеме изврнени и поразени, односно преземени од лукавиот, нечестивиот, вечниот непријател на Бога и на човекот. Бог кажа и ни покажа преку денешното Евангелие, без да имаме надеж во Него, без да веруваме во Него, без да ги исполнуваме Неговите заповеди, без да ни бидат пример светите отци, мачениците, исповедниците, пророците, апостолите, евангелистите и сите оние кои што пострадаат за Христа, исповедувајќи го
Секој пат ја пружал својата рака, како што му ја пушти на Петра, кога тонеше во морето, и секој пат неговите зборови остануваат во нас: не плашете се, ќе бидам со вас до свршетокот на светот. Тука е неговата пречиста преблагословена мајка, Светата Дева Марија, која што е мајка по благодат на човечкиот род, која што е скала преку која слезе вечниот Бог. И ако гревот влезе преку жената, преку прамајката Ева, преку мајката Божја дојде спасението на светот, која што ни избави и не спаси од смртта и од злото, преку која што прими човечко тело, незиниот син, кога човекот Христос, за сите нас да не обожи и да не насели во вечноста и во Царството Небесно. Таа постојано се застапува пред престолот Божи, постојано се моли за сите нас, постојано бдее над нас како мајка на своите чеда, постојано ги слуша нашите просби, нашите молитви, нашите воздишки и постојано бара и проси од незиниот син милост, мир, здравје и спасение, утеха и радост на секоја човечка душа. Постојано закрилува и држави, и градови, и цркви, и манастири, и домови, и села, и болници, и се таму кај што живее образот Божи, и го закрилува и го заштитува, а најмногу оние кои што го љубат Бога и оние кои што го спомнуваат Бога во своите просби, во своите молитви, онаму каде што се повикува името Божјо преку молитвата, мајката Божја ги прима тие топли молитви и ги принесува пред престолот на всемилостивиот и човеколюбив Бог, кој што, како што реков, се направи од љубов за да го спаси и подигне паднатиот човек, да го воскресне, да го просветли, да го обнови и да го врати во прегратките на создателот на Отецот, на силување во вечноста и во Царството Небесно. Денеска Светата Црква, мудрите отци на Црквата, предвиделе да ни го дадат како пример светиот преподобен Јован Лесничник и токму на него е посветена ова недела, како што и претходните недели, претходната беше поклонувањето на честниот и животворен крст, посетувајќи се на Христовите доброволни страдања, но исто така животот на христијанинот е крстовоскресен, да ни покаже дека силата на крстот ги победува сите зли сили, го победува секој искушение и преку крстот дојде и воскресението и општото воскресение и спасение на човечкиот род. Предходно го прославивме светиот Григорий Палама, исто така како пример и бранител на православието, на учењето на Црквата Христова, како голем подвижник и молитвеник и како чувар на вистината, како богоносните отци и учители на Вселената, кои што се борија и изборија преку вдъхновение на Свети Дух, да имаме чисто апостолско, евангелско, догматско, православно учење, преку кое што се раководи Светата Црква и преку кое што тоа учење ние сите се спасуваме преку одлуките на светите собори, на вселенските и поместните собори и преку одлуките на сите одлуки на Црквата Христова, во кои што Светиот Дух действуваше за наше спасение. Исто така, во ова недела Црквата ни го покажува Светиот Лесничник како голем аскет, како голем подвижник. Преданието на Црквата вели, бидејќи точно не се знае кај е роден, но бидејќи бил доста образован и писмен човек, се претпоставува дека тоа образование и писменост ја добил во катедрата на православните во Константинопол, а потоа оставајќи го сето земно, трудежно и сето она богатство што го имал на земјата, предавајќи се на Бога, заминал на Синај, каде што му се посветил на Бога во пост и молитва, раководен од неговиот духовник, од светиот Вардари, а по смртта на духовникот се преселил во пещерата, каде што поминал 40 години во пост и молитва, во општење со Бога и во разговор со ангелите, уподобувајќи се на нивниот ангелски свет живот. Но подосна, по упокојувањето на игуменот, се вратил во лаврата во манастирот и тогаш од браќата бил избран за игумен, кој што ги раководил и водел по патот на вистината, кој што ги носил кон вечноста
кој што ни го покажало патот на светлината, на вистината, на воскресението, ги утешувал и ги храбрал, ги бранил од сите напасти и неволји, им давал сила и мудрост како да го победат светот, злото и самите себе. И на крај, повторно се повлекува во пустињата, каде што ги го завршува својот новоземен живот, повторно во пост и молитва, а на неговиот игуменски престол го предава на неговиот роден брат Ѓорги, кој што го продолжува духовниот живот, трасиран од неговиот брат, од светиот Јован Лествичник. Бидејќи Евангелието денеска ни проговори, како што Господ му рече на таткото на болниот, да поверува и да верува и никогаш да не се сомнева, така и овој светител ни го дава црквата како пример, како болен молитвеник, како вистински богоугоден, богоносен човек, кој што го носи Бога во себе, да ни биде пример како да веруваме, како да живееме, како да се молиме и како да исповедуваме, ако сакаме да го победиме злото околу нас, да се победиме самите себе си, да се отргнеме од сите сплетки и замки што лукавиот ни ги става како сопка по патот, одејќи по патот Божи, исто така да можеме да изговориме како апостолот Павле, да живееме повеќе јас, кој живее Христос Бог во мене. Така и сите ние сме повикани да бидеме храм на Светиот Дух, да изговориме како апостолот и да дозволиме Бог да живее во нас и на вистина ако Бог живее во нас, тогаш кој може да биде против нас? И ако Бог живее во нас, тогаш злото е многу подалеко од нас, бидејќи светиот Јован Затворник и многуте отци на црквата велат, човек кога се подлизава во пост и молитва, кога има силна вера и надеж во Бога, лукавиот и злото се многу подалеку, затоа што тој човек е подготвен и охрабрен и осилен со силата и моќта на милостивиот Бог. Бог да никого со сила не се наметнува, Бог да никого не му наметнува со сила спасение, туку со својата милост не чека да се покаеме, да се обратиме и да не прими и да не пренесе во прегратките на својот Отец, односно да не врати и го зотнови, покажувајќи ни го светлиот пат на воскресението и давајќи ни живот вечен и радост. Нека Господ Бог по молитвите на Мајката Божја, на светиот Лествичник, кога денеска го славиме и на сите негови свети избраници, кои што се во небесната црква и кои што непрестанно се молат на непрестаната божествена литургија со ангелите, нека не помилува и спаси, нека го прими подвигот наш во овој пост, овие свети денови создадени за наше спасение, нека ни даде сила и трпение да го издржиме и ова ново искушение што е создадено во светот, кој што е против нас, а заради нас, затоа што отстапивме од Бога и заборавивме на милоста Божја, затоа што Бог го допушти да се сетиме и да се вразумиме дека не можеме да живееме без Бога, иако во овој момент, споредено со нашите предци, сите живееме